Некои од вас можеби од претходно ме знаете како застапник на Сдруженијето на македонски заедници од Австралија во споровите со владиката Петар, но денес не настапувам во името на таа организација, на тоа здружение, туку настапувам во името на Македонската православна заедница од Сиднеј, односно Македонска православна заедница за Австралија по име, која што е основана уште во 69-та година, основачен на една од првите македонски православни цркви во диаспората, моментално раководи со 2 цркви, културен центар, а во изминатите 23 години е предводник на сите активности на македонската етничка заедница во Сиднеј и пошироко во Австралија во однос на признавање на Република Македонија под уставното име, па пред тоа и за осамостојување на Република Македонија, заштита и афирмација на македонскиот идентитет и застапување на човековите права на македонците во сите делови на Македонија, вклучувајќи ги Егејскиот, Пиринскиот дел и Малокреспанскиот дел на Македонија. Професор доктор Јове Кекеновски е прв човек кога нашата организација го поддржала како кандидат за председател на Република Македонија уште од 1994 година наваму. Тогаш барем неформално го поддржавме Љубиша Ѓоргиевски како председателски кандидат. Нашата организација беше клучен поддржувач на ВМРО-ДПМН во основачките години, од 90-та година, па некаде до 94-та, 95-та, но таа поддршка почна да опаѓа некаде околу 1995 година, кога Љупчо Ѓоргиевски се откажа од правдата и од националните интереси во гола борба за формална власт, а особено од 97 година, кога Ѓоргиевски воспостави апсолутна автократија во партијата. Довербата во ВМРО-ДПМН почна да ни се враќа по изборот на Никола Груевски во 2006 година, но за жал од периодот од кога започна коалицирањето со ДОИ наваму, се создава се посилен и посилен впечаток дека и новото раководство ги поништило сопствените црвени линии, а ги поставило формалната власт и угнетувањето на неистомислениците како повисоки цели од честа, достоинството, слободата, праведноста, трудолюбивоста и продуктивноста. Вербата дека ВМРО-ДПМН може да се ги врати високите вредности почна да воскреснува со најавата дека професорот Кекеновски ќе се номинира за председателски кандидат на предстојната партиска конвенција. Професорот Кекеновски ни е познат како принципиелен активист на ВМРО-ДПМН уште од основачките денови на партијата и од неговото време како председател на Собранието, па потоа и председавач на Советот на град Скопје. Надвор од политичкото раководно искуство, како и достигнувањата во науката, во образованието, а и во музичката уметност, сметаме дека Кекеновски се двои од досегашните кандидати, па и председатели на Република Македонија, под цврстината, широчината и длабочината на својот карактер. Кекеновски го цениме како цврсто посветен на слободна, суверена, правна, граѓанско-македонска држава, во која сите граѓани ќе бидат еднакви пред законот, независно од политичката или економска моќ, независно од партиската определба, етничката или верска припадност или личните уверувања. Кекеновски го цени богатството на културната, етничката и верската разноликост на граѓаните на Република Македонија, но го гледа и потенцијалот на она што ги обединува луѓето и што им овозможува рамноправно да живеат и творат според личните и групни вредности, без притоа да ги нарушуваат правата на оние кои размислуваат поинаку, зборуваат или изгледаат поинаку. Кекеновски нема да толерира дискриминација на етничка или верска основа, ниту кон етничките малцинства, но ниту кон етничките македонци. При тоа нема да ги задоволува етнопартиските екстремисти, кои во име на мултиетничка рамноправност функционираат надвор од законите што важат за сите други граѓани на Република Македонија, кои се служат со политички насилства и злосторства и работат на етничко чистење и отцепување на делови на Република Македонија. Кекеновски е човек без валкано минато, за кого не може да се каже дека злоупотребил партиска или локална управна позиција.
Кекеновски е човек кој докажал истрајност во ставањето на јавниот интерес и совеста пред стравот и пред личниот материјален добробит. Кекеновски беше активен член на ВМРО-ДПМНЕ кога тоа беше опасно по личниот просперитет, за разлика од оние кои се зачленија или му се прилепија на ВМРО-ДПМНЕ кога тоа стана профитабилно. Кекеновски имаше смелост на седници на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ да му се спротивставува на првиот лидер, Љупчо Гергиевски, кога неговиот лидерски култ во ВМРО-ДПМНЕ беше најсилен. За жал, како и многумина, Кекеновски доживеа многу постапки на раководството на ВМРО-ДПМНЕ како огромни разочарувања, но никогаш не се откажа од основоположничките заложби на партијата. Во време на актуелното раководство на ВМРО-ДПМНЕ, Кекеновски како политички аналитичар, но и член на партијата, често покажувал смелост јавно да критикува одредени постапки на раководството кога проценил дека тоа е заслужено, но покажал и доблест да ги поддржи позитивните постапки. Иако е член на ВМРО-ДПМНЕ, Кекеновски ги цени поединците независно од нивната партиска припадност и соработува кон заеднички цели со луѓе од разноразна партиска, етничка и верска припадност или лични уверувања. Во овие времиња, кога граѓаните на Република Македонија, политичарите и јавните чиновници се под огромни внатрешни и надворешни притисоци да ставаат непосредни лични интереси над човековите права и слободи, над долгорочните национални интереси и над иднината на своите потомци, на Република Македонија е потребен човек како професорот Кекеновски, кој докажал дека не може лесно да биде врбуван или покорен, иако може да биде разубеден со силни аргументи. А сметаме дека тоа се фундаментални особини за еден достоен водач и државник. Се надеваме дека утрешната партиска конвенција на ВМРО-ДПМНЕ за председателски кандидат за предстојните избори во Република Македонија ќе искористи оваа прилика преку избор на професорот Кекеновски да покаже дека има способност за самопреиспитување на партијата и за коригирање на погрешните чекори од минатото во интерес на државата и во интерес на партиските заложби, за разлика од интересите на оние партиски моќници кои што би сакале веројатно председател кој што само ќе биде послушник, но без никаков ефект за националните интереси. Кажете ми, какво е мислењето за актуелниот председател Георги Иванов, дека кажете дека се од македонската заедница во Австралија? Како ја оценувате неговата досегашна работа, бидејќи голем број од членството актуелни членови на ВМРО-ДПМНЕ на раководни функции се подпишаа веќе за негова повторна номинација? Мислам дека Ѓорѓе Иванов можеби е фин човек, барем така изгледа по неговото однесување, неговото јавно однесување, но мислам дека секој што би рекол дека Ѓорѓе Иванов стекнал некој авторитет како председател на Република Македонија во досегашниот мандат, мислам дека се лаже себе си и ги лаже и другите. Мислам дека е очигледно дека не се покажа како човек со некој цврст авторитет, не ја искористи председателската функција досега за да умери одредени ексцеси на владата или на парламентот, не се покажа никако ефективен врховен командант на армијата. Знаеме дека кога имаше еден случај каде што офицери на АРМ положуваат цвеќе пред споменик на терористичката учека која што убиваше членови на АРМ, председателот како врховен командант на партијата после тоа не презеде ништо. Тоа доволно покажува дека ако во иднина дојдат некои кризни моменти повторно во Република Македонија каде што е потребен цврст и решителен председател, дека не можеме да се надеваме на него за таква државничка заложба. Имате ли информации колка е бројноста на македонските државјани во Австралија и колку од нив се имаат досега барем пријавено за да гласат за председателски? Според пописните податоци на Австралија живеат барем 85.000 австралиски државјани од македонско потекло. Можно е да има и повеќе, но толку се идентификувале како македонци на еден или друг начин на пописот. А на последните избори беа регистрирани само 591 гласачи
за избори во Република Македонија, 591 гласач во Мелбурн и 170 во Камбера. А на протестни собери во Перт, Камбера, Волонгонг, Сиднеј, Мелбурн, други делови на Австралија се собирале по 10.000 македонци, што значи дека ако гледаме според избирачките списоци, секој што ќе каже дека е пратеник на македонците од диаспората или на македонците од Австралија во парламентот на Република Македонија, мислам дека ја заведува јавноста, затоа што од тие гласачи кои што се регистрирани, значи 591 во Мелбурн и 170 во Камбера, некаде околу 540 само излегоа на гласање на последните избори. Со 540 души да се избира пратеник е навистина смешно. Не, сега диаспората има право, друго беше прашањето, диаспората сега има право да гласува за претседателските избори. Од тие 82.000 кои што велите на пописот, бидејќи сега во моментот течат процедурите за пријавување на диаспората за гласање за претседатели, дали имате податок колку се имаат досега пријавено за да гласаат на претседателските избори? За нови Јас ќе ви помогнам. Во Државната изборна комисија 619. За овие избори колку има нови регистрирани гласачи, не сме во тек, но не очекувам да бидат многу од проста причина што системот за регистрирање на гласачи е несоодветен. Македонците од Сиднеј, од Перт, од Квинсланд треба да патуваат илјадници километри до Камбера или до Мелбурн за да се регистрираат како гласачи. Треба да покажуваат идентификација како што е, например, пасош, но проверете да видите колку е лесно да се добие пасош во Австралија. Така што системот е направен таков за да може луѓе од амбасадата, оние кои што сметаат дека би гласале како што тие сакаат да гласаат, да ги побараат по телефон, да им запишат податоци и да регистрираат на избирачкиот список. Но оние кои што само иницијативно сакаат да се регистрираат, ја немаат таа прилика објективно. Рамоски, ако може да ми објасните еден феномен. Вчера, особено, а предходните денови малку помалку, но вчера беше врвот на информации дека актуелниот председател добива поддршка од диаспората. Бидејќи доаѓате од таму, која е реалната слика на поддршката за Иванов од диаспората? Па јас слушнав дека се најавило некаква поддршка од диаспората, но не се спомнати ниту имења на организации, ниту имења на поединци. Ако станува збор за некои авторитетни организации или поединци, би требало барем да знаеме кои се, па и да ја образложат својата поддршка ако навистина ја поддржуваат номинацијата. Инаку јас можам да ви кажам дека, например, на сите вас ви е познато каква е заеденоста во Австралија помеѓу нашата организација и Сдруженијето во кое што ние членуваме, а од другата страна приврзаниците на владиката Петар. Номинацијата на професорот Јовеќе Кеновски е една од точките по кои што имаме согласување. Дори и приврзаниците на владиката Петар ја поддржуваат номинацијата на професорот Јовеќе Кеновски. Инаку, нешто што би додал е дека за да биде ефективен водач, председателот треба да биде навистина посветен на таа функција. Човек кој што до сега не можеше да реши дали сака повторно да биде кандидат, требало некој друг да го моли да се кандидира за председател. За него мора да се постави прашањето колку навистина е посветен на функцијата председател на Република Македонија.